дојавте моето ново видео. Денес се поразговараме за колата кој повеќето мисле дека ќе давам. Уствари сака да ме продат, ама на краја не успеа и се задржа за мене. Се може да не се слуша пошто немам слушалки, си ги заборив, така да сега ќе зборам погласно и ќе ви раскажам во кратки црти, нема многу да трвидате зашто колата не е продадена, зашто колата се задржа. Па да почнеме. И како што кажам, че во овој видео ќе зборам за мојата кола што сака да ме продат, ама уствари не се даде, значи темаше да се дозвонам, пошто ми е прва кола и многу се сакам и не мислам да ме ја продаде некој друг да ме ја вози, значи повеќето вика дека ќе продам, уствари беше за продавање, ама на крај не успеа ништо и сакам да ви кажам дека за таа работа ништо значи ни продава и ништо, значи таа се додржи моја. Сега нема возено може 3-4 месеци, пошто си идам Скопје, кој идам бито да ја возам пракаш, ама сега се зедов Скопје и сега си е моја и нема да бидам под стрес зашто дали ќе ме продадат денес, утре или слично. И сакам да си ја доторам колата, не ќе да се ја возам туку така, значи сакам да се посветам малку внимание на колата, може некој ќе рече дека е крш, дека е стара или слично, значи секој си има својо мислење, мислам дека BMW-то зависи што година е луксус, пошто многу скапа за држава, тоа што има BMW знае каква е финансиската состојба и нормално дека има потешкоти, повеќето ги дават, а некои може само да зборат на муаве, дури не видат на деден, значи може слободно да се гледат луѓето, нема кажам, ќе вика сменат. Значи друго што сакам да кажам дека секој си има свое мислење и свое може да се каже како што мисли, али јас можам да кажам дека секоја кола, дали била BMW, Mercedes, Audi и слично, значи се сака држава и посветување многу на колата, не току само земја, лучои, пали вози, значи треба малку да се посвети. Не ми си имаше малку расипано, пошто Скопје ми имаше остаено и си ја средихме на друга, пошто моите сака веќе готови од лучои да продат. А веќе јас ги замолив се да не ме продат колата и сега си ја зедов и сега си е лично мој, не дека не било пред тоа лично моја, али мисле дека ќе дивјам, дека ќе се групирам или слично и на краја мојата трпеливост си успеа и тоа е тоа. И значи друго можам да кажам дека нема многу важно, само ето врезите што ги имам за мене, репетиторите, спойлери, имам за темното и само валецот ги имам за, значи тој што се растане дека се развива многу од тоа, значи сега може слободно да видите зашто кола се работи. Снимате во, евате малце. Не само напред, туку треба тука да се види малце. Карме малце, снимате. Толку од ова видео, значи ќе види, знам дека ќе види кратко и секој дел што ќе види следната на каналот ќе биде снимано, ќе направиме таков контент, значи секоја недела, секој месец ќе биде правено, дали било што променување браници, гуми, бандажи и слично, ќе бидете известни на мојот YouTube канал, секој на мојот Instagram профил и на TikTok. Значи толку до видео, ако се допадна видео, ако сакате уште вакви нови видеа поврзани со колата, пошто со колата ова ми е трето или четврто видео, не ве лажам колку имам снимано, ако сакате поќе видео да види ете со колата, сум со вакви со работи со средвање, не со дрифтање, таква работа не сакам да се начам колата. Значи тоа можам да кажам, друго немаше да кажам, само видете и само очекувајте дека во наредните недели ќе биде снимено и мојата кола, дали Битола или Скопје, значи не врска кај било, а ние се гледаме на наредното видео, везно лайк, субскрайб и шер.